Иако сме христијани, често пати мислиме дека треба да ја заработиме Божјата благонаклоност, а не разбираме дека на тој начин всушност се однесуваме кон Бог како тој да е наш постојано незадоволен родител. Јас сум Ана, а ова е Клуч. Клуч од фиоката која никој не ја отвара. Денеска сум заедно со две мои многу драги личности. Едната дипломиран економист, која што ни дојде од Охрид, Јуле Спироска, другата дипломиран правник од Скопје, Јана Савовска, а и двете инаку се служители во Христијанската црква Благовест во Република Македонија. Најпрвен, како се чувствувате? Како сте? Супер, одлично. Многу ми е драго. Денешната тема на која што ќе позборуваме е праведноста како начин на живот. Во денешно време многу луѓе постојано живеат со некои проблеми и како да се вртат во еден круг на обвинување. Многу е лесно денеска некој да биде обвинет за злодело, а многу по-тешко да се докаже дека е невин. Можеби и живееме сите со еден менталитет дека сме виновни, дека сме грешни, дека сме несовршени. Сакам да ве прашам каков ефект носи вината и чувството дека си грешен во животот. Што значи да се живее под менталитет на вина? Луѓето најчесто го имаат тој момент, односно би рекла став во своето срце дека се грешни, виновни, недостојни, непоправливи. И сакајќи да го докажат спротивното, луѓето најчесто започнуваат со своји дела и постапки да му се допаднат на Бога, да се приближат до Бога и со свој труд пробуваат да ја стекнат Божјата благонаклоност и тоа е сосема погрешно верување. Односно, ние никогаш нема да бидеме достојни за Бога ако со свој труд и напор сакаме да се оправдаме пред Него. Но ако веруваме во Христос и во делото кое што тој го изврши на крстот за сите нас, тогаш веќе сме оправдани со неговата праведност која што носи живот. Затоа човекот во денешно време нема потреба повеќе да се идентификува со своите грешки, слабости, колку е недостоен за Бога, тука едноставно треба да го превземе тој нов идентитет, дека е Божја праведност преку Христос, потпирајќи се и прифаќајќи го за своја вистина, она што Исус на крстот го стори за него. Значи Бог на нас повеќе не гледа како на виновни, грешни и недостојни, бидејќи Исус кога висеше на крстот, тој ја плати цената, односно казната за сите наши гревови. Исто така Ана нели ме праша и за тој менталитет на вина, па би сакала тука накратко да дадам еден осврт во поглед на тој менталитет на вина кој што постои кај човекот кој што најчесто не го познава Бога. Кога човекот ќе сгреши, ѓаволот го користи законот за да го обвини човекот колку е грешен и недостоен за Бога. И во тој случај човекот живее постојано во еден притисок и тој притисок го далечува од Бога. И наместо човекот да ја прифати прошката која што Исус му ја овозможи и обезбеди на крстот еднаш за секогаш, наместо да живее во таа Божја благодат, човекот се потсетува колку е грешен и недостоен, се врти во круг, едноставно чувствува незадоволство од Бога, се бунтува кон Бога и во тој случај човекот живее поразено, не е во Божјото присуство, не ги искусува благодетите од тоа да бидеш христијанин и едноставно се сочува со многу проблеми. И тоа не е добра, односно не е здрава духовна состојба, бидејќи човекот едноставно живее поразено, не живее победнички и живее со една, би рекла, лажна фасада дека е побожен и посветен верник. Затоа тука се јавува потребата да се промени, односно да се замени тој стар систем на ограничени верувања кои што беа дадени и постоја во Стариот Завет преку тој Мојсеев закон со нови конструктивни библиски верувања од Новиот Завет, односно од таа Божја благодат преку Христос. Бидејќи ние знаеме што Господ Исус Христос направи за сите нас кога беше на крстот и ние едноставно треба да знаеме дека преку она што тој го стори на крстот дека ни се простени сите гревови заради Христос. Да, токму така, Јуле. Како што кажа дека на вистина Господ не ги прости сите гревови. И сега некој ќе каже, ама за какви гревови? Сите буквално. Минатите, идните, сегашните, оние што не си ги направил, оние што планираш да ги направиш или не планираш да ги направиш, едноставно Исус ги зема сите наши гревови на крстот. Значи тој ја зема казната за нашиот грев. И често пати луѓето не го осознаваат тоа, го препишуваат како свое дело, дека они самите
треба да направат нешто за да им биде да се трне вината или обвинувањето. Точно е дека ние преку Адам и Ева имаме таа грешна природа, меѓутоа исто така е точно дека Исус дојде за сите нас на крстот, го зема гревот за ние да ја примиме неговата праведност и да бидеме оправдани. Што значи дека луѓето за да излезат од сета таа вина е потребно прво да излезат од тоа погрешно верување дека треба да се фокусираат само на гревот. Значи совеста за гревот е всушност една од пречките кои што луѓето ги води кон агонија, кон менталитет на недостојност, на потиснатост и слично. Многу пати мисла дека совеста се измива со правење на некои добри дела или не знам со покаяние, треба да се покајат или нешто треба да направат за да се трне совеста. Дека нема да сгрешам овој пат, готово, и кога ќе кажеш нема да сгрешам, де факто одма ќе сгрешиш, затоа што те влече таа грешна природа. Но како да се излезе од сето тоа? Победата и разрешувањето на гревот не настанува заради нас и заради покаяние или слично, тоа е веќе завршено на крстот. И ние само треба да ја однесеме таа победа во она област каде што се чувствуваме слаби, каде што се чувствуваме дека едноставно ни е потребно да го надминеме тој проблем. И да не заборавиме секогаш да се потсетиме дека Исус ни ги прости гревовите и ја покажа Божјата љубов за нас. За сите нас, без За сите исклучок. нас, така е, да. Може ли да ни разјасните која е разликата кога се живее според учењето од Библијата од Стариот Завет, паралелно споредбено според Новиот Завет, односно благодата? Има доста голема разлика помеѓу старозаветното учење и новозаветното учење од Библијата, односно таа суштинска разлика помеѓу старозаветното учење и новозаветното учење од Библијата е во тоа што во Стариот Завет луѓето постојано треба да прават нешто за да му се допаднат на Бога, да се приближат кон Бога, да се докажат пред Бога. Но во Новиот Завет Исус веќе направи се на крстот. Нели сите ја знаат таа реченица се сврши кога кажа Христос на крстот. Тоа значи дека тој се направи за нас. А она што нам како христијани верници во Бога ни преостанува е само таа победа и тоа што тој го заврши веќе на крстот, ние да го живееме и да го прифатиме за наша суштинска секојдневна вистина во практика. Односно, исто така како друга разлика помеѓу нели старозаветното и новозаветното учење е тоа што покајанието во Стариот Завет било поттикнато од страв кон Бога, бидејќи луѓето кога ќе го прекршеле Божјиот закон им следувал страшен суд. И затоа луѓето за да си ги очистат гревовите принесувале животински жртви од јарци, од јунци, од други животни и птици, и така само привремено ги покривале гревовите бидејќи таа животинска крв од тие животни не била совршена. И совеста за тие гревови постојано им била зголемена, односно не се променувала. Тие повторно си грешеле постојано и така постојано принесувале жртви и затоа постојано се подсетувале колку се грешни. И од друга страна пак тој Стар Завет, односно Мојсеевиот закон, исто така функционирал по принципот дека прво ти треба да направиш нешто, па за да добиеш од Бога. Во смисла дека прво ти мора да се покаеш, па потоа да ти биде простено, па да бидеш оправдан, па да бидеш благословен. Значи постоело услов, акција, реакција од човекот, односно реакција од Бога. И тоа предизвикувало луѓето да прават нешто, се нешто да прават, па за да се докажат пред Бога, па за да добијат од Бога, и тоа било акција, реакција, цело време нешто требало да се прави. И на тој начин луѓето веќе биле научени дека со добри дела треба да му угодуваат на Бога, но тоа во Новиот Завет не е така. Односно, ние на Бога му угодуваме само со вера во Господ Исус Христос. Не со добри дела, не со религиски практики, не со вршење на одредени обреди, бидејќи кога човекот тоа го прави како дела и практики, едноставно се потпира на себе си и на своите способности. Едноставно ја погазува Исусовата жртва на крстот, што е сосема погрешно верување. Затоа треба многу правилно би рекла да се разбере покајанието, бидејќи покајанието не е религиозна навика да кажеш Господе, помилуј ме мене грешниот. Ние сме веќе помилувани заради Христос, ние сме веќе новородени, како што спомна и Јана. Исус ги плати гревовите сите, минати, сегашни, идни, Исус ги плати на крстот еднаш за секогаш за нас. И кога ние веќе таа слобода ја имаме, опростени ни се сите гревови, ние едноставно тоа треба да го живееме. Тоа е толку едноставно, но за луѓето изгледа толку страшно, бидејќи човечката природа е научена дека се нешто треба да прави, па за да добие нешто. А Господ веќе се направи, ние само тоа треба да го живееме, да го прифатиме. Всушност самиот закон, со ова би привршила, самиот закон не доведе до потребата да
да го побараме Спасителот, односно тоа е самиот Христос, кој што единствено само тој трајно ги одзеде гревовите од луѓето. Да, токму така. И сега се поставува прашањето дали Господ не е гневен, дали не е лут и дали ќе бара својата праведност. Многу луѓе мислат дека треба да му угодат на Бога со тоа што неле Господе дај немој да бидеш гневен на нас, ама всушност Господ тоа го направи со тоа што го прати својот син. Ни беше потребен спасител. Законот тоа не можеше да го направи, затоа што го покажа само гревот. И нормално дека ниту жртвите можеа целосно да можеме ние да живееме таа слобода, да ни бидат простени гревовите, и затоа Господ имаше совршен план. Го даде својот спасител, единородниот син Божи, Господ Исус Христос, да секој што верува во него да не загине. Тој всушност тоа направи, го зема сиот гнев. Сета правда, сета праведност ја исполни на крстот со тоа што он стана грешен за ние да бидеме праведни, и сета милост се излеа врз нас. Тој зема казната за нашите гревови. И сега не бара нешто ние да направиме посебно за да ни биде простено, како што спомена Јуле, дека покајанието е било како резултат дека треба прво нели да побараме прошка, па да ни биде простено, да направиме нешто за да ни биде простено. Не, простено е. Простено Исус на крстот ни ги прости гревовите. И тоа е како резултат на Божјата благодат, како резултат на Исусовата жртва која што на крстот ја направи, и како резултат на простување на гревовите, кое што не беше заради покајанието кој што ние треба да го правиме, туку како резултат на израз на Божјата благодат која што беше направена заради Исусовата послушност кон Бог. Значи ние не треба да бидеме послушни, туку Исус беше послушен на Бог. И затоа се случи тоа што се случи, значи покајанието веќе не е тоа како одлика на нашо да речеме действие, туку е одлика на Божјата благодат. Значи прво треба да се види Божјата добрина, да луѓето да ја видат таа Божја благодат за да се покајат. И сега тоа е откровението кое што треба еден човек да го добие како израз на Божјата благодат за Божјата љубов, за она што Исус го направи на крстот за нас. Тоа ги допира луѓето, тоа не е човечко дело, тоа е Божјо дело. И ја покажува таа Божја љубов преку Христос. Само тоа може луѓето да ги натера, односно да посакаат да се покајат за своите грешни дела. И нормално дека, како што спомена Јуле, дека покајанието е всушност оставање на човечките традиции, преданија, ритуали, дела и прифаќање на концепт на ново правилно верување, кое што е врз основа на Божјата благодат, кое беше извршено на крстот. Кога човекот ќе го замени тоа верување, тогаш едноставно доаѓа до израз таа Божја добрина и благодат, и ти не се потпираш на себе си. Ти се потпираш на оно што Исус го направи на крстот. Така да покајанието значи да го остави својот пат и да тргнеш по Божиот пат. Тоа не значи дека си безгрешен. Так. А дали тоа значи дека човек, за да не греши, да му дава сила на гревот и да излезе од оној циклус на грешки, што треба да направи, да му го предаде животот на Бога и на Божјата благодат и да научи како да живее со таа Божја благодат? Така дали е. е така? Така е. Пред да преминам на одговор на главното прашање, би сакала да поменам, бидејќи зборуваме со Јана цело време за таа Божја благодат, само како кратко интро за тоа што е Божја благодат, да се запознати тие нели што ќе го гледат овој подкаст. Таа Божја благодат е всушност незаслужена милост од Бога. Таа благодат ние добиваме заради Христос и делото кој што го изврши на крстот. Так. Односно, во Словото пишува дека законот беше даден преку Мојсеј, а преку Исус дојдоа благодата и вистината. Значи во Мојсеевиот закон го откриваме Божјиот карактер, додека во Новиот завет, односно преку Исус, преку кој што дојде благодата и вистината, го откриваме срцето на Бога. И исто така многу интересно за таа благодат е што таа благодат ни овозможува да царуваме во животот. Може би звучи чудно да царуваш, да владееш. Што значи тоа? Така, и зашто во денешно време гледаме како изгледаат царевите, тие што владеат со нешто. Па сите што веруваат во Христос и кои што го имаат во својот живот за свој Господ и Спасител, преку таа благодат може да царуваат во животот. И во Словото, односно во Светото писмо, постои стих кој што го потврдува токму овој момент, а тоа е во посланието на апостол Павле до Римјаните во 5 глава 70 стих, каде што се вели дека ние преку самиот Господ Исус Христос, дека кога ќе го примиме за свој Господ и Спасител, го примаме и тоа изобилие на благодат и таа Божја праведност. И значи и праведноста и благодата се дар од Бога. Ние не можеме со наш труд да ги заработиме, туку едноставно ги примаме како дар. И тоа да царуваш со животот, значи
да царуваш, односно да чекориш над водите, што би се рекло, да царуваш над проблемите, над стравовите, над грижите, над финансиските кризи, над бедата, сиромаштијата, со било каква ситуација да се сочуваш, кога ја имаш таа Божја благодат во себе си, кога знаеш дека Господ ти ги прости гревовите, си оправдан, тогаш многу лесно ќе можеш да бродиш на секоја ситуација со која што се сочуваш во животот, бидејќи човекот кога би се нашол во некаков проблем, многу тешко би излегол од тој проблем. Тоа сме сведоци сите ние. Но доколку го има Христос и таа Божја благодат, едноставно лесно бродиш низ животот. Не дека нема да има проблеми. Секој човек во денешно време има проблеми. Но кога имаш таа Божја благодат, едноставно те води и те учи како да се справиш со секоја ситуација со која што се сочуваш. И токму затоа сме ние повикани како царско свештенство од Бога да царуваме, односно да бродиме и чекориме над водите преку Христос, кој сите знаеме царот на царевите и господарот над господарите. Да, и оној што не знаеше за грев, Бог го направи грев за нас, за да ние станеме Божја праведност во него, Божја правда во него. Многу силен стих во второто послание до Коринтијаните, 5 глава 21 стих. Многу е битно заради тоа што Исус стана за нас грев, за ние, значи тој со неговата грешност, со неговата безгрешност ја зема нашата грешност за ние да стекнеме неговата праведност. Значи Исус не направи ниту еден грев, а ја зема нашата грешност и со тоа ние стекнавме Христова праведност. Ова звучи вака научно фантастично, но тоа е реалност, Исус го направи тоа на крстот и морам да споменам дека Исус со неговата света крв не очисти од секаков грев, од секаква вина, совеста за вината, не оправда како никогаш да не сме сгрешиле. И ние битно е да си спомнуваме за таа жртва, за жртвата на Исус, за она што Исус го направи на крстот. За Христовата праведност, исто како што и спасението, не се стекнува како резултат на своите дела, како резултат на тоа што ние мислиме дека можеме да се спасиме ако пустиме, ако правиме некои добри дела, туку е резултат на Божјата благодат, која ќе поверуваме во делото што Исус го направи на крстот, како Божи дар, а не како наша заслуга. Истото и со Христовата праведност. Значи не се стекнува врз основа на нашите добри дела, ниту се губи врз основа на нашите добри дела или нашите постапки. Една за секогаш се стекнува Христовата праведност, дури да направиме пак повторно грев, нешто да се случи, повторно ние остануваме праведни во очите на Христос. Како? Значи, имаме застапник. Имаме застапник пред Бог и човекот. Тоа е Господ Исус Христос. Тој се застапува за нас. Преку неговата света крв не очистува постојано од гревовите кои што се случува повторно да сгрешиме. Но сепак во очите на Бог, тој не гледа како грешник. Да, сега ова звучи чудно, нели? Тој не гледа како Божјо дете. Не гледа како духовен човек кој што е покриен со крвта на Исус и не гледа како Божјо дете. И она што треба ние само да ја примиме со вера праведноста и таа да ја манифестираме како дар во нашиот живот. Да се идентификуваме со Христовата праведност, со повозвишени цели. Не да ја совеста да ја насочиме кон гревот, кон тоа дека сме грешници, бидејќи да, како што споменав, преку Адам и Ева ние бевме грешни, сме грешни, меѓутоа кога го примевме Исус, таа грешна природа ние ја соблековме и го облековме новиот човек. И сега тоа значи дека нас Бог не гледа како праведник, така да таа не се губи. Дури да имаме некои други гревови, бидејќи како што споменав, Исус ни ги прости сите гревови и постојано очистува со неговата крв. И навистина треба со вера да пристапиме и да се идентификуваме. Јас сум Христова праведност. Токму така, јас сум Божјо дете и сум Христова праведност. Кога сме слаби, кога мислиме дека ќе се случи некоја грешка, можеме да објавуваме од Словото Божје, да кажеме дека ние не заслуживме да сме Христова праведност, меѓутоа како резултат на Божјата благодат, ние станавме Божји деца и стекнавме Христова праведност затоа што тој стана грев на крстот за ние да бидеме оправдани преку Христос и да бидеме Христова праведност. Јана, сакам да те прашам, кога работиш со луѓе, обично кога луѓето се повредени и се слаби, тие се агресивни и се непријатни. Ти инаку работиш кај извршител и често пати се наоѓаш во ситуација на праведни, неправедни ситуации, контакти со луѓе постојано. Сега, како луѓето обично реагираат
кога им објаснуваш дека не мора да бидат агресивни бидејќи им помагаш? Да, многу интересно прашање, Ана. Навистина е вака во светот не е исто како вака сега го зборуваме она што е во верата и тоа треба практично да се примени во нашиот живот. Секојдневниот сега вака живот звучи тешко, меѓутоа морам да кажам дека не е тешко. Заради тоа што Господ ти дава сила. Луѓето доаѓаат затоа што ја бараат правдата, сопствената праведност, не Божјата праведност, не знаат за тоа. И јас мислам дека на тоа место сум поставена токму со одредена причина, затоа што Господ сака да покаже дека постојат праведни луѓе преку него, луѓе кои што сака да ја спроведат таа праведност, да ја видат Божјата добрина, да ја видат Божјата милост и за, како што споменав дека Божјата милост води кон покаяние, Божјата добрина. Така да верувам дека тоа кое ќе го видат, таа да речеме љубов, радост која не доаѓа од мене и тоа објаснување, бидејќи навистина треба да си кроток, навистина луѓето се агресивни и сакаат веднаш да им го решиш проблемот, но тоа Господ совршено го направил и кога тоа ќе го примениш во пракса, луѓето на вистина не знаат што да кажат. Само велат добро ете, поставили луѓе кои што не знам, ја вршат својата работа. Така да на вистина сум благословена што можам да помогнам не затоа што сум добра јас. Бог е во мене добар. Христос е во мене добар. Јас се немам собствената добрина. Така, интересно. Која беше Јана претходно? Каков живот Јана претходно живееше? Може ли да ни споделиш? Да. Се присетувам на тоа, старото помина, новото се настана, меѓутоа пред да помине старото беше поинаку. Како што споменав, некој имав чувство за правда, сакав, имав само праведност, ја барав собствената праведност, бидејќи не го познавав Господ, се разбира, темпераментна личност, која што сакаше да се тера по свое, исто така бев доста религиозна личност. Тоа значи да, од дете верува во Господ, меѓутоа на свој начин, со посебен зачин, би рекла. Така да, посебните зачини ги оставам на ритуалите и на сите тие традиционални работи што ги правев. Значи, оде во црква, мислев дека со добрите дела можам да му угодам на Господ, се што ми кажа, да направам, правев, постев, се молев, понекога се бев збркана заради тоа што не знаев на кого да се молам, дали да се молам на Господ, дали да се молам на светците, дали треба водата 3 пати, 5 пати, да се свртам, да направам метанија, тоа во мојата глава правеше конфузија. Од време на време, по своја иницијатива, тоест по Божја милост, Светото писмо дојде во мој раце, па осознав некои работи, меѓутоа, навистина тргнав во еден правец во кој што бев религиозна особа, морам да признам. Себе праведна. А од друга страна, трагав по вистината, сакав да ја дознам вистината и се интересирав за звездите, односно еден период се занимавав со астрологија, ме интересираше како, мислев дека тоа е наука, бидејќи сум повеќе интелектуален човек кој што сака интелектуални работи и така почнав да истражувам, се доека еден момент толку да речеме навлегов, можеби краток период, меѓутоа навлего во тоа и веќе како тоа премина во гатење. Значи, гатање во смисла не осознавав дека одговорите сите кои што беа потребни за судбината, дека се во Бог. Јас знае вака да кажам, меѓутоа практично јас како да се поклонував на некој начин како мене звездите да ми ја кажуваат судбината. Јас им препорачувам на сите читатели на хороскоп да ви кажам дека тоа е лага измама, затоа што само може да ве воведе во грев, во ништо повеќе, а платата за гревот е смртта или проклетството. Така да јас несвесно навлего во тоа, меѓутоа тоа не ме оправдува. Сепак нели се занимавав со астрологија и доведе до еден момент кога јас паднав многу болна. Не можев да голтам, не можев да јадам. Бев на течна храна долги години, бев медицински феномен. Медицински бев истражувана, имав само некоја алергија на куќна прашина, меѓутоа тоа беше еден тежок период, една тешка агонија, во која што верев, па добро Господе, верувам во Тебе, па ајде, зошто се случува со мене? Дори луѓето околу мене тоа го кажува, се до оној момент кога навистина Господ ме погледна. Мислеше тогаш дека Господ те казнува со нешто? Да, мислев. Токму така. Мислев дека, ете,
заборив тоа да го кажам, меѓу другото мислев дека Господ е суров, дека има гнев и ме казнува. Меѓутоа се случи преку еден пријател да дознам за епископ Константин Кајшаров и отидов на консултација. Прво не сакав да одам, бидејќи не ми беше познат. Меѓутоа бев во, да кажам, на работ на смртта и морав некако да барам решение. Отидов, мислев дека е бајач, гатач, гледач. А меѓу другото одев и на бајачи, гатачи, гледачи, да не заборавам, бидејќи не верував во тоа, но барав решение и бев и кај нив, ги посетив. И веќе бидејќи не верував во тоа, и викам леле се уште еден бајач, гатач, меѓутоа не беше така. Како скенер ме скенираше од глава до петици и буквално тоа беше Бог преку него и ми кажа каде е проблемот. И потоа се молеше за мене, бев на молитвени терапии и на молитвените терапии се случуваше интересна работа, затоа што се молеше во името на Господ Исус Христос, полагаше раце, изгонуваше демони и што беше да речеме невообичајно за, да речеме, православната вера. Бидејќи јас бев православна, заборив да кажам, православен христијанин и за мене тоа беше премногу чудно. Меѓутоа, јас се ицелив преку раните Исусови, а го употреби епископ Константин Кајшаров како инструмент да се моли за мене и таа Божја благодат се излеа. Она што беше ветено, дека Христос стана грев за нас, или за да живам праведноста, Исус ги зема моите гревови, односно беше изранет за нашите гревови, мачен за нашите беззаконија. Казата за нашиот мир падна врз него, преку неговите рани се ицеливме. Јас го доживеав тоа. Јас го доживеав. Претходно не го имав доживеано. Го знаев теолошки, но не и практично. И кога го доживеав сето тоа, јас на вистина сватив дека веќе осознав кој е Исус. Потоа станав дел од црквата, христијанска црква Благавест, и водена од епископ Константин Милена Кајшаров, и на вистина она што го научив таму е да се идентификувам како Божјо дете, да се идентификувам како Христова праведност, дека сум и целена преку раните Исусови, не го знаев тоа, морам да признам, и научив практично да го живеам она што во Светото писмо е напишано, по тесниот пат одам, меѓутоа на вистина е благословен, јас сум и целена, меѓу другото. Фала му на Господ, имам и работа, не само што сум и целена, туку и сум совршено здрава. Така. Јуле, ти си од Охрид, Да. ако можам да кажам, од колевката на православието. Точно Како така. ти се најде во библисково христијанство за кое што зборува епископ Константин Кајшаров? Ти се случи нешто, имаше некоја ситуација, може да ни споделиш? Да, секако. Како што спомна и Јана, јас И ти си имаш мислев сведоштво предходно, некое, да. предходно јас си мислев дека верувам во Бога, како што и многу од луѓето си мислат дека веруваат во Бога, но она правилно библиско верување со тоа што денес се пропагира и се прави е диаметрално различно. Да, Охрид е колевката на православието и јас потекнувам од таму, но исто така како што спомна Јана, јас бев православен човек, мислам православен христијанин, ги правев сите ти ритуали, обреди, мислев дека така ќе му се допаднам на Бога, дека ќе се оправдам, дека Господ ќе погледне милостиво на мене, дека ќе ми тргне во животот, како што и сите други верувам дека така прават, но едноставно тоа не донесе никаков плод, ниту позитивни промени во мојот живот, исто така тоа морам да го кажам. И ја барав вистината, знаев дека личниот однос со Бога мора да постои во самото тоа библиско христијанство, дека не се во тие ритуали и обреди, се нешто дека треба да се прави. Едноставно тоа, како што каже Јана, ми изморуваше. И си викав, Господе, дали ти навистина постоиш, дали ти си ваков, Господе, дека само треба нешто јас да правам, па ти мене да ме погледнеш. Си го поставив тоа прашање. И ја бара вистината долги години. И едноставно дојде моментот да дојдам во христијанска црква Благавест во Република Македонија и баш тие проповеди, тие семинари, тие обуки, тој широк диапазон на книги кои што епископ Константин Кајшаров ги напиша преку Светиот Дух, едноставно видикот кон Бога ми го промене. Јас не знаев што значи Свето писмо, не знаев што значи жив однос со Бога, не знаев што е тоа Божји авторитет, не знаев која сум јас во Христос, што значи да живееш во таа благодат? Ништо не знаев, Ана, ништо. Буквално одиш, се враќаш преходно во храмовите, тоа беше тоа. Но сега тој жив однос со Бога, едноставно знаеш каде да одиш дека Господ е со тебе и едноставно таа вера во практика, Јана како што спомна, знам како сега и во проблем да се најдам, знам како тоа да го спроведам во практика благодарение на тоа што сум дел од таа црква и што служам на Бога токму во таа црква. Значи стварно навистина голем благослов, од лично искуство тоа го кажувам. И да,
во поглед на тоа дали нешто ми се случи, точно и јас пред отприлика 9 години, исто така бев на работна смртта, доста млада, имав 23 години, значи тогаш. И одавна беше, но се присетувам сега дека ми прогнозира уште 2 дена живот. И тоа кога го кажа на мојата мајка беше тешко, да си слушне дека своето детете как живее толку кратко, моето девојче беше малечко, и едноставно во тие моменти луѓето околу тебе, лекарите едноставно кренаа раце од мене, едноставно ги подготвуваа моите родители на најлошото да се спремаат, дека и да те правиме операција, дека тоа нема да биде со позитивен исход, дека можеш да отидеш на другиот свет уште додека трае самата операција. Што мислеше ти во тие моменти? Како ти беше? Бидејќи јас и во тој момент верував библиски во Бога, и јас во тие моменти едноставно им се чудев зошто толку се во страв, зошто толку паничат. Јас разбирам нормално родител дете каков е односот, јас имам деца, но едноставно јас ја имав таа увереност и викам Господе Исусе Христе, јас знам дека ти ме чуваш, ти си со мене. Јас знам дека треба уште да ти служам, дека уште треба да зборувам за тебе. Едноставно тоа ми беше фокусот цело време. Знаев дека Господ ме сака, и таа увереност можеби звучи глупаво и чудно кога ќе кажеш Господ ме сака за другите, но јас знам дека навистина Господ ме сака и дека е со мене, дека ќе живеам за Божите дела да ги објавувам. И тоа го зборував како со вера од мојата уста. И кажував таму, не, јас ќе живеам. И докторите ми викаат, не, ти вика, нема вика, толку е со твојот живот. Викам, како така? Викам, не, јас ќе живеам, викам. И после сам, додека ме подготвуваа за операција, им кажуваат на моите родители дека треба за последен пат да се поздрават со мене, бидејќи не се знае што ќе биде и како ќе биде. И јас со таква увереност едноставно го слушнав Божјиот глас кој ми кажа, ти ќе излезеш жива и ќе сведочиш за мене додека си тука, додека си жива. И јас тоа си го фатив здраво за готово. Им викам на моите за половина час се гледаме. И тие плачат. Јас викам се гледаме за половина час, викам Господ ме чува со мене. И навистина за половина час јас излегов, докторите беа во шок, во неверие, вика леле жива е, остана жива, сите медицинските сестри знам се сеќавам како вчера доаѓа да ме видат дека сум останала жива. Се работеше за вонматерична бременност, тоа заборавив да го спомнам, и тешко ја открија самата болест, ме шета од оделение во оделение за да увидат што се работи, и требаше веднаш да се интервенира бидејќи беше доста критична ситуација. Исто така ми прогнозира после таа операција дека нема да имам повеќе деца бидејќи тоа е тоа, но фала му на Бога имам уште едно дете, така да Господ е Господ на чудата и навистина е многу благословено што сега знаеме како да живееме со Бога. Кога имаш идентитет, тој што сака да те нападне ќе биде со резерва кога те напаѓа, зашто ти знаеш кој си и што си и во кого веруваш. А човек кога нема идентитет, едноставно сите страни го напаѓаат како боксерско вреќе и човекот е поразен. Но ние, фала му на Бога, имаме таа победа во Христа и ја живееме со голема радост. Така, на повеќе наврати го спомнувате епископ Константин Кешаров. Сакам да ве прашам како би го опишале него како човек, на што ве учи, што учите од него? Прво нешто што ќе споменам за епископ Константин Кешаров е одмав ми текнува на апостол Павле. Би кажала дека е тој еден духовен револуционер, како што биле Питогули Јане Сандански во однос на нашите македонски револуционери, он е нашиот македонски револуционер во духовност. Ги руши сите, би рекла, религиозни концепции на овој поднебје и е човек кој што е на благодата, човек кој што учи за Христос, за евангелието на благодата. И морам да кажам дека е доста образован, некој да не си мисли дека човекот си измислил нешто, навистина е доста образован, во секој аспект има неколку магистратури, има познавање спектара, најмногу од се работи согласност на Светото писмо, а тоа како живо христијанство кое се практикува во секојдневниот живот. Не само да го каже како теологија, туку практично да го примениш. Јас сум многу благодарна и благословена што можам да бидам од дел од црквата Христијанска црква Блага Вест и што навистина е мој пастор, духовен водич и кој што навистина ми има многу помогнато и ме нонстоп ме насочува, заедно со неговата сопруга се разбира, и навистина тоа е благослов и
предпочитам дека многу луѓе имаат предрасуди во однос на епископ Константин Кешаров, но би кажала дека запознајте ги прво луѓето, не судете по обивката, по корицата, туку по содржината на книгата. Така. Па ова што Јана го кажа, се согласувам со се, но плюс би додала на тоа дека двајцата заедно со неговата сопруга пастор Милена Кајшаров, дека се духовна авангарда, нешто невидено на овие простори, би рекла на Балканот и пошироко, бидејќи како луѓе не учат да, како да кажам, не само што ти дава духовна храна, односно не само што ти даваат риба, туку те учат и како да ја ловиш рибата. Ова го кажав метафорички, но верувам дека ме разбрав што сакав да кажам. Так. Те учат како ти да бидеш зависен од Бога, како ти да го градиш тој личен однос со Бога, како и ти да бидеш воден од Светиот Дух, како да действуваш во практика, како да се потпираш на Бога. Едноставно, и зашто и да ти треба се тука, од лично искуство тоа го кажувам, значи во многу ситуации го делам мислењето со Јана дека зашто и да требало, секогаш се тука на достап, Господ многу ги води едноставно преку Светиот Дух. Сите тие музички албуми, книги, проповеди, многу семинари, Јана се сложува со мене. Значи тој широк диапазон, значи сето тоа со човечки очи да го гледаш, така си викаш дали ова возможно, толку многу Господ да го обер. Возможно е, бидејќи Господ тоа го прави преку него и секогаш тоа го кажува и тој. И јас навистина сум многу благодарна, имам привилегија да бидам во таа црква и да му служам на Бога, бидејќи на овие простори ќе завршам со ова дека е нешто невидено и штета за тие што зборуваат лошо, бидејќи не ги познаваат. Кога ќе ги запознаат, верувам дека веднаш ќе го сменат мислењето. Так. Дали како верници во Бога сте благословени и немате проблеми, или пак имате проблеми, ама поинаку гледате на работите и нека со овие ваши одговори нека бидат воедно и порака до сите што не гледаат и да привршуваме. Па токму христијанството, кој што е израз, уникатен израз на Божјата благодат, е токму тоа да човекот, Бог го пресретнува човекот и му возможува, значи се отелотвори, стана човек за секој ден од нас, за да ја почувствува таа Божја љубов. И јас само ќе би кажала дека она што те води е верата во Господ Исус Христос, Светиот Дух кој те усовршува во она што го правиш. Темел на твојата вера е Светото писмо. Нормално мора да имаш и црква каде што заедно со браќата и сестрите и ќе бидеш воден за да работиш, да учиш, да добиваш откровение од Светото писмо преку Светиот Дух. Меѓутоа она што е битно, што би кажала, дека ако те мразат, го мразеа Исус, ќе те мразат и тебе. И пак ќе кажам, а ако зборуваат лошо, значи се на добар пат. Многу пати има многу проблеми, едно тие проблеми, например, да те нарекуваат секташи или нововерци. Така да јас само би препорачала дека и Христос го нарекува Назарејска секта и Исус ги рушеше тие религиозни концепти, така да не дозволувате религијата да ве одовлече од личниот однос со Христос. Верувајте му на Христос, подпрете се на Божјата благодат и на она што Исус го направи за вас на крстот. Ако не сте поверувале во него, време е сега да поверувате. Да ја слушнете благата вест, радосната вест за Христос. Супер, Јуле. Во поглед на проблемите, секој човек има проблеми. Значи тука тоа е тој момент, но кога си во Христос поинаку гледаш на проблемите. Не се трудиш со сопствени сили, не се потпираш на себе си да ги решиш проблемите. Едноставно кога си во тој личен однос со Бога и живееш со Бога, во тоа партнерство со Бога, едноставно многу полесно ги решаваш проблемите. Проблемите ќе ги има, но знаете како кога ги гледаш од птичја перспектива, од Божја перспектива, ќе гледаш како на зрнце песок, едноставно Ситни. Дака, ситни, едноставно нема толку да ќе бидат како ситни камчиња по Божјиот пат, ама ти едноставно знаеш по кој пат си тргнал. Божјиот пат е тесен, трновит, не цветаат рози. Но кога си во Христос, секогаш на вистинската и на сигурната дестинација стигнуваш, бидејќи Исус е тој кој што те води. Едноставно човек кога не го познава Бога е многу тешко. Но не Бог, оне кој што беше во Стариот Завет, како што требаше се нешто ти да направиш за да Господ те сака, туку едноставно Господ те сака поради неговата огромна љубов која што тој покажа кон нас. Значи ние сме Божјо создание и Божји деца преку Христос и тоа треба толку едноставно, а толку луѓето сметаат дека нешто е комплицирано. Верувајте луѓе, многу едноставно. Само повикајте кон Христос. И мислам дека животот ќе ви биде 180 степени променат на многу подобро.
убави пораки. Јас само би додала дека христијанскиот живот не се заснова на тоа да постојано пазиш да не сгрешиш, туку да се научиш да живееш со Божјата љубов под Божјата благодат. Довидување до следниот клуч.